Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на Магазин, а на моје големо задоволство денеска ни гостува реномираниот хореограф Игор Киров, кој ни ги открива деталите околу новите представи во Русија и Белград. Ке се навратиме и на изминатите представи и успеси на меѓународната сцена, ни ги открива и идните планови, а ни раскажува и за истрајноста, упорноста, дисциплината во оваа професија. Па затоа станете со нас. Добро ти утро и добре дојде, Игор. Добро утро и поздрав до сите гледачи на сите телевизија. Драго ми е што секоја година успеваме да се видиме, барем еднаш секое лето ново гостување. Така е, па кога човек има што да каже, кога се исполнет со својата работа, јас сум моментално исполнет со својата работа, убаво е. Сите мои успеси, начин кој што ја функционирам да го споделам со македонската публика, затоа што знаеме дека македонската публика е таа публика која што ме знае од кога бев мал, па еве со годините како доаѓа 30 години како функционирам во оваа професија. Да, и во странство, таму исто си веќе проучувен. Па, мислам, 30 години сум оваа година, во октомври, здраве Боже, славам 30 години од како заминав од Македонија, како се запишав на академија и како тргна целиот мој пат од танчер до хореограф, директор, педагог и еве сум повторно во Македонија. Ке го одбележиш ли некако јубилејот? Па... Приватно, можеби? Можеби приватно, имав некои планови, но за жал тие планови коцките не се соединеа заедно, така да сме живи и здрави има 35. Да, како што спомна, нели Македонија те знае од мало, од дете. Какво е твоето чувство кога се враќаш на корените одново и одново? Па, вака, секојаш е добро да се биде во родното место, секојаш е добро да се биде дома. Убаво е да се помине време со своите луѓето кои што ги сакаш, луѓето со кои што си пораснал или со кои што си пријател. Од друга страна исто е малку и разочарувачка да видиш со оваа земја како one or another way, ништо не се менја, стварите си остануваат исти, само се префрлуваат, фасадите се премачкуваат, но за жал тоа е што е. Ти секогаш си бил гласен по тоа прашање затоа што си сакал да смениш нешто, да подобриш. Да, сам со глава во зид не може човек, така да после одреден период веќе се викаш тоа е тоа. Да сум ја жив и здрав, да функционирам на страна, да работам, да креирам, да имам инспирација, да бидам поканет од други компании, тоа е важното. А криво ти е за оние нови млади таленти кои што ете се разочаруваат, па одат во странство да градат кариера. И треба да идат, да бидам искрени, треба да идат, затоа што јас сум тој еден од првите кои што излезе од Македонија, кои што ја направи својата кариера. Нека излезат и убаво да излезеш, да научиш, затоа што знаеме кај нас колку може да се добие искуство од сето тој, колку може да профункционира еден танчер и колку државата му нуди простор, начин да се искаже во тоа што го има, но зашто да не? Но никош да не заборават како јас и како другите од каде доаѓаат и дека секогаш се нешто што ќе научат на запад, на страна, не мора утре, што би рекла Каролина, за година-две, после одреден период да свата дека ако ние кои што сме излезени од Македонија не се враќаме или не носиме нешто или не инвестираме на некој начин во тоа што сме го научиле на запад, мислам дека сам странец нема да дојде кај нас и ние не сме маркет тржиште кој би на некој начин би ги заинтересирал да кажат ајде да инвестираме во некоја држава која што на мапата, на танцовата мапа во светот не функционира. Во Европа, не мора на светот, во Европа, ајде нема да идем Балканот, ајде. Ни Европа е превеќе на Балканот. Така да убаво е. Значи убаво е секој кој што има потенцијал ќе му се пружи можност, начин нека излезе, нека се едуцира, нека си оствари својата кариера, затоа што сите знаеме дека кариерата на запад не е иста како кариерата во Македонија. Не сите имаат желба, могуćност и шанси да излезат надвор, на кога веќе некој ќе му се пружи желба, why not? Да, иако може понатаму да имплементира нешто тука во Македонија, доколку биде и дозволено, сепак нели тука треба веројатно и комуникација со институции, со за кои институциите се немаат баш многу слух, ќе тргнам од мене. Така да, можеби тие нови генерации ќе бидат на друг начин прифатени. Можеби ние постарите генерации сме многу гласни затоа што ни смете, затоа што ние или јас би сакал да ја видам македонската танцова сцена да се движи во некој правец, но на некој повисоко ниво. Тоа што викам, значи доколку со текот на годините институционално се променат работите, начин на размислување, се има желба за реформи, за напредок, за интегрирање
зошто да не тие си, а ги има неколку луѓе кои што си слези, неколку танчи кои што си слези на од Македонија. И сега баш спомнати дека има нова млада сила на која што се гордеш, што после толку години мената недавно мислам дека ти беше гост, еден студент, Лука, така, значи јас се запишав 96-та, сега сме 26-та, тоа се 30 години размах измеѓу генерации, 30 години измеѓу кога нова млада сила, нов млад талент ќе се запише на таа иста академија која што според мене е една од најдобрите, ако не и најдобрите академии во Европа. На кој што ја завршив, тоа е Роттердамската плесна или денс академија, која е во мое време беше Роттердам денс академија, сега е Кодерц наречена, продуцира и дава могуćност да од нив да излезат, од таа академија да излезат најдобри танчери во сферата на модерниот танц. Да, добро, тоа ни дава надеж. Да. Да, додека сме уште на почетокот, имам една мини игра или предизвик, како што знаеш. Веќе да. Ајде. 60 секунди тајмер, па да видиме колку ќе успееме да одговориме. Ајде. Штип или Скопје? Види, Штип си е секој Штип. Мисла, без разлика што сум ја... Да. Штип си е Штип. Скопје или светски метрополи? Светски метрополи се разбира. Утринско кафе или утрински тренинг? Кафе. Дали си строг или попустлив во работата? Строг. Со гордост го кажа тоа. Па не строг сум затоа што јас секогаш викам, ако јас можам на 50 да го направам тоа, младите генерации на 20 треба 10 пати повеќе од мене да го прават. Најдобар лек против стрес? Има ли? Па нема. Мислам, не знам, ја не сум стигнал до тоа ниво за да се лечам од стрес. Не, добро, да. Во друга конотација може. Да. Преферираш класична музика или модерен ритам? И двете. Зависи од во кој муд се наоѓам. Кога би можел да го вратиш времето, која година би ја одбрал? Би се навратил на годините во Сплит. Тие 4-5 години дека бев директор. И кој звук те вади од такт за време на проба? Кога и дел од играчи да нема да го исклучат својот телефон, или кога јас објаснувам нешто, покажувам нешто, а тие што са втора постава или евентуално трета постава, позади си прават мовет. И си шушкат. Тоа веќе доаѓа до hello, респект. Не према мене, него према своите колеги, така да тоа најмногу ме вади. Тој не се дешава често, но знае да се деси тоа каза како јас сум втора подела, па сега или трета подела, па сега јас гледам тука нешто. Не да Боже да се деси нешто на првата подела, ти како втора подела треба да бидеш спремен за утре да влезеш во тоа. Да. Така и мораш да си покриен, да знаеш се како што и првата тие постава. млади генерации секогаш јас никош што го немам правено во мое време, но овие млади генерации не им ги земаш телефоните на почеток на проба? Не, па се не може да се расправам. Јас сум таму да креирам, не сум таму да изигравам полицаец. Секој си има своја одговорност за сето тоа, така да ако ти не си одговорен сам со себе кога ќе влезеш на проба, што можеме да направиме сега тоа? Да, ви се навратила на она околу стресот, нели, за лек против стрес. Дали музиката е она која што те лечи и приватно, во смисла да, ете, кога не работиш, слушаш музика, танцуваш дома кога си сам, приватно. Дали тоа и понатаму те релаксира или знае некогаш многу да ти дојде од сето тоа, бидејќи и тоа го работиш? Вака е, например, кога работувам на представа, сум внесен во таа музика и на тој стил на музика, но за да излезам од таа аура, на таа музика, секогаш идам со нешто контра на сето тоа. Ако сум пример, ако го правам реквиемот кој што е класика, masterwork, некогаш знам да идам да слушам музика што нема благе везе со тоа, за само едноставно да ме изфрли од колосек, за да не бидам констант, затоа што знам некогаш тотално да се внесам у тој бубањ на креирање и константно да сум во таа, знаеш, или кога ќе седнам дома, ќе сакам да гледам нешто што благе везе нема со танц или со било што, да не тражам никаква инспирација, доколку мислам дека сум овердоз во својата глава, затоа што претходно последните 2 години работам сам, затоа што мојата асистентка не може да работи повеќе со мене, така да кога бевме заедно се балансиравме еден со друг. Сега кога си сам се затвораш во својот филм и некош сам усекам дека е too much. Значи морам да излезам од тој начин на функционирање, окей, јас креирам и тоа ми е супер, но и после тоа има живот кој што ја не треба да се внесам, наречено кога сум во земја каде што немам луѓе околу мене, кој што сум сам со себе и си наоѓам простор, начин како да функционирам, а да не бидам константно внесен во
представата која е права. Да, а си имал ли некои ритуали пред да излезеш на сцена порано? Не. Паметиш ли некои моменти кои што... Ритуал никој, што сум бил единствено знаело да ме, што би се рекол, да ме спука трема, но тремата е некако нормална ствар од сето. Тоа мислам кога бев танчер, нели, додека играв тие 20 години. Не можам да кажам дека нешто, некој ритуал, начин кој што знам дека секогаш доаѓам порано или пред загревање и секогаш останував после представа за да се истегнам, затоа што, знаеш, ја почнав касно да играм и телото само по себе знае да се собере, да го истегнам телото, за да знам дека утре ме чека нов ден и дека треба да работам. Така да тоа е нешто што I can recall. Останатото немам нешто што за мене било, не знам, да медитирам или да проверувам чекори, знаеш, има доста играчи кои си ги проаѓаат чекорите. Како вежбање пред... Да, не едноставно пред представа да поминам, например, не знам, имам сол, имам дует, да си ништо да ја пројдеш представата, не знам, низ глава. Не, секој сум бил на некој начин спремен за тоа. Кои биле некои најчести коментари или заблуди, можеби, што си ги слушала за танцот, за балетот? Конкретно, во смисла, за мене да, или... за тебе и воопшто за тоа како професија? Дали па добро, секогаш си наидувал на поддршка или имало можеби поразлични погрешни мислења едноставно за таа професија, стереотипи? На запад го нема, што на запад проаѓаш без проблем, никој не те ни осидува ни од кај си, ни зошто се, ни како се, едноставно тоа е професија како и секоја друга професија и луѓето, еве, функционирам 30 години, екзистирам од тоа, значи некој порано, ајде ти имај си диплома, па играј ти на страна, како што беше конкретно со мене. Ти направи си диплома, има си некоја школа, затоа што танцот не е школа, балетот не е школа, не е професија. Затоа што тоа доаѓа од самата едукација на луѓето од кај што доаѓаш. Не се ни тие луѓе криви затоа што државата не омогучила во Штип или во Пробиштип или во Кичево балетни школи или балетска представа да луѓето знаат што е во изминатиот век. Сега веќе, мади сега исто без разлика гледале на телевизија, имаш родители кои што се баша на стереотипни, не, зашо си ми да игра. Имаш луѓе опција да се или да глуми, да пее, што и да е со уметноста поврзано. Така да тоа све зависи од колку општеството влага во своите граѓани и да ги едуцира што значи зборот танц, глума. Види, исто глумата некако е публичка затоа што гледаме на телевизија, не публичко е сето тоа. Со танцот е една се уште табу неоткриена тема, не сега причам зборам генерално, така да ако ти треба да прашаш некој родител кој што е во Штип дали сакаш да ти биде танчер или глумец, ќе избере глумец затоа што глумата му е поблиско, во Штип има театар, бубнам сега, например, да. До останатото е ги имаме тие некои балетски студија, така натаму, но тоа не е се уште го третираат како рекреативно. Како хоби, како нешто на страна. Тоа изигре си ти, ти игре си, ама има си школа на страна. А ти од секогаш знаеше дека ова професија ќе ти биде? Па сега знаев колку што бе свеста, знаеш, сепак ние во мое време само свеста беше другачија за разлика од сега. Ние немавме телефони, немавме зборам за крајот на 80-тите, 90-тите, тоа интернет, поврзување со светот, глобализација. Така е, значи се што беше од што гледавме од телевизија или што слушавме видео спотови, тоа беше инспирација, тоа ми беше на мене, од кај знам ја што значи зборот, пример, танди, фонди и тие некои зборови кои што Штип, од кој некој ми објаснил на мене дека јас еден ден ќе бидам тоа што сум сега, не, едноставно кога човек сака, а јас сакав. Да. И еве сум, 30 години покасно, стори повеќе, јас де факто се појавив на телевизија и у Пионерски дом јас играв уште крајот на 80-тите кога постоеше тоа. Значи више скоро 40 години. Браво. Па непрофесионално, да кажеме, кога почнав прв пат во Пионерски дом, тогаш постоеше Пионерски дом, балетна секција, приредби се правеа на времето, шоу Дом на културата, шоу Дом на млади, шоу Пионерски дом. Ако тргна, че таму негде 7-8 делењето и више, така да, ете, скоро малтене 30 години, one or another way сум во оваа професија 40 години. Рече си 40. За нов јубилеј треба да зборуваме. Повеќе години. Откривме. Во однос пак на новите представи, имаш да ни откриеш за ноќ поскапа од векот. Така е. Соработка со Битев. Битев театарот, познатиот Битев театарот во Белград, во соработка со фестивалот во Будва, Будва град театар, отварање 40-тото издание на фестивалот по желба на Црногорското министерство за култура, во соработка со нивниот театар и Битев театарот бев поканет за прв пат да направам балет или модерна танцова представа инспирирана од
љубовна песна на Петар Петрович Његош, песна која што била спалена, па извадена од фундус, што би се рекло, затоа што за оние кои не знаат, Његош бил владика и еден од основоположниците на црногорската култура, на црногорската нација, на црногорската писменост. За владика да пишува љубовни или слеш еротски песни во тоа време било Mission Impossible. Песната или поемата е објавена после неговата смрт и многу години покасно, заедно со тимот на Битев театарот, успеавме да од таа песна да извадиме либрето, да направиме еден костур на таа представа, на таа песна и да ја ставиме во танцова форма. За прв пат да се направи по текстови него и се прави драмски представи, серии така натаму, но за прв пат за мое големо задоволство успеав да направам танцова представа која што го отвори фестивалот, и тоа не малку, не многу, него 40-то издание. Фестивалот беше отворен од легендата на југословенската глума Воја Брајовиќ, кој што беше после представата, беше воодушевен да види како една поема, или понеше стихотворба, е преточена во покрет, еден збор кој што или едни зборови кои што многу ретко може да замислиш дека може да бидат преточени во танц, со емоции, преполни со емоции, со енергија. Успеавме за саат и 7-8 минути колку што трае представата, да ја ставиме на сцена. Музиката беше специјално напишана за тоа, со плюс тројца музичари на сцена. И танчари и музичари. Танчари и музичари, имаше една девојка внатре и 9 машки, затоа што јас се нарекувам една православна машка представа, затоа што станува збор за неговиот духовен и приватен живот на владика. Беше изведена пред тврдината во Будва, пред главната тврдина, каде што се поклопуваше со сценографијата, затоа што ангажментот беше на голема карпа, раздвоена, со тек на времето, со тек на представа да се раздвоеше на 9 мали карпи. Ја представуваше таа тежина која што Његош ја носел со него, затоа што и сами знаеме дека тој не избрал да биде владика, него му било наложено, затоа што татко му умира, брат му умира и он на 17 години останува владика. И гапот измеѓу неговиот приватен и професионален живот останува празен, каде што секој може да го интерпретира и да го чита на свој начин. Така да една представа која што ми беше многу голема инспирација, да сите заедно влеземе во тоа што тој сакал да го објасни, да го покаже, да го објасниме не само тоа што тој пишувал за таа особа која што е сретнал, за таа балерина која што е сретнал на патот за Истра, него генерално како една особа функционира, како што општеството представува и ден денеска, кога да се навратиме на тоа, кога општеството не ти дозволува, ти сакаш да правиш нешто, а нешто те врзува и мораш да секогаш да се идеш чекор напред, два чекора назад. Така да на тај начин е посложена целата представа. За жал, не успеавме да ја завршиме представата последните 5 минути од представата, е open air, отворена, па забрна дожд. И таман невремето не спречи, но и така неколку убаво дојде, затоа што последната слика е камењата се распространети, општеството стои околу тие камења, а тој се качува и гледа, затоа што тврдината е свртена на кацетиње. И тој гледа на кацетиње, таман ко почнува неговото последно стол качувањето по камењата према цетиње, почна дожд. Така да некако беше исто емотивно, интересно да се види и филмски да се деси сето тоа. Така да направивме на супер представа, критиките се супер помина. Има повторно. Здравје Боже, како што реков, е копродукција со Битев театарот во Белград. Белградска премиера закажана за 2 октомври, петок. Во Битев и потоа станува на репертоарот на Битев театарот. Еднашка, мислам дека нивната политика е еднашка месечно, затоа што имат и драмски и други балетски представи, танцови представи, еднашка месечно да иде на репертоарот на Битев театарот. Беше голем предизвик еден македонец да работи на теми од Црна Гора, црногорска историја. Па некако со регионот или со балканските држави ми се поклопува, затоа што и пред 2 години јас како македонец правев српско национално дело, Бановиќ Страхиње. Јас како македонец правев да решити смртта во Хрватска. Така да сега како македонец правам представа за Његош. Така да ми представува чест. Мислам, некако сум близок со тие наши теми. Не значи дека не сум близок и со некој друг класицизам кој што беше на примите во Германија, или кој што наредната година треба да правам исто друга представа. Така да некако тај ритам, тај начин на функционирање, таа емоционална поврзаност со овој наш регион, некако се пронаоѓам повеќе и ми е поинтересно ради мелодијата и длабината на тоа што
што сакаме да покажеме со тоа, во кој начин живееме, како сме сместени, колку општеството денеска е главен фактор од тоа што некош било и оно што треба да покажеме дека треба да се деси за воидина. Да, низ различни ери, да, но истата тема се прикажува. Така Во однос пак на представата во Русија? Тотално два со света различита. Значи Русија беше класика, чиста класика, авангардната музика на Курт Вайл, кој го знаат, значи музиката е пишана 22 година со инспирација на Стравинскиот време, затоа што тогаш се појавуваат тие нови модерни contemporary композитори во Европа. Волшебната ног идеше во операта во Нижни Новогород, саат и 15 минути представа, со спојување на два оркестра заедно, затоа што тие модерни композитори захтеваат огромна оркестрација внатре, огромна сценографија, магична ноќ каде што представуваат куклите или играчките или на кој начин децата размислуваат во денешно време, а сепак ги немаат телефоните со себе. Така да на тај начин представена беше дека се уште некаде во Русија каде што има снег, децата се уште како беше во светот на бајките маштат за нешто за кое што денешното дете можеби многу помалку го прави. Така да тоа ми беше инспирација да излезам од аурата на тоа што јас го користам. Секој сакам лирична музика или ритмична музика, ова беше музика која што немаше благе везе ни со едно и друго. Значи едноставно сите кои знаат што е Курт Вайл и на кој начин тој функционира е, значи мелодиски различно, ритмички различно, тргнеш со две осмини, се спушташ на тотално, значи овака измиксано и сето тоа да се спои, да се стави во една представа која што се одигра крај на сезоната, мислам дека 10 пати, сега вчера имав контакт, дека се од отварање на сезона 26, 27, 28 септември ја враќаат повторно. Представа која што ги наполни сите сали во Нижни Новоград, аудиториум е таму 1200 луѓе. Голем аудиториум, кога публиката ќе те спрати со скоро 10 минутен аплауз, знаеш дека си направил успешна представа. Беше, значи, буквално прешалтување од Русија со Белград или од Нижни со Белград. Двата града меѓу себе имаат сличности, затоа што и двата града се на реки, на Волга и на Нижни реката, а тука се Сава и Дунав, и го имаат истата тврдина. Значи, на исти начин се качуваш и гледаш двете реки, нешто сите луѓе кои што биле во Нижни, одмак асоцираат со викат ова е као руски Белград. Како Белград. Така да некако од еден Белград во друг Белград, а веќе во Белград ми беше нели познато, мислам веќе сум работел две представи, ова е трета представа, здравје Боже, наредна година ќе правам пак уште една представа во Белград. Некако се пронаѓам со српската публика, со српските институции. Веќе како дома се чувствуваш таму, почитуван си, ценет. Кога некој ќе те вика 3 пати, кога некој ќе те вика уште еднаш, значи има нешто кој што и се допаѓа на институциите таму, на организациите таму, да те викаат да правиш представи. Па и во Русија исто. Па и во Русија веќе си домашен. Да, и таму за веќе. Па ја направив колку? 3 представи во Русија. 3 представи во Белград. Колку направив во Македонија? 2. Да си го направам две представи во Македонија. Но нема врска, важно е да луѓето да јас креирам, да се уште имам и фала Богу имам инспирација за работа. Ова е од сезонски не функционираме у сезона. Од септември до сега извадив 3 премиери, 2 во Русија. Септември беше во Русија. Ноември веќе предавав на академијата каде што сум во Љубљана. Секош ми треба луфте период кога што реков да се спремам. Февруар почнав во Русија, април избацив премиера и мај почнав во Белград, јуни, крај 30 јуни беше премиерата во Будва за отварањето на фестивалот, така да 3 премиери годишно. Третата е за Реквием? Не, третата, значи тоа беше прошла година во компанијата на Евгени Памфилов, во Перм. Успеав заедно со истиот драматург од Белград да на музика на Моцартовиот Реквием ја ставим божествената комедија на Данте Алигери. Една многу добра спој кој што навистина дури јас сам ја бев знаев дека може е добар контакт да се споат заедно, но се додека не го видиш, додека навлезеш во тој период на функционирање, на креирање, се уште не секој ще држи онака оддалеки видиш што ќе биде скептик, Но кога излезе све на сцена и кога од Русија ќе добиеш критика од 10 страни, то 2 критики, јасно колку е саат. Значи, представата беше испратена, пак ќе кажам, со огромен аплауз, со стоички овации, што за мене представува една голема чест кога во Русија
ќе ти се поклонат, ќе ти кажат фала за тоа што направи добра представа, и таа представа и ден денеска се игра, таа представа сега иде 21 август се игра во Санкт Петерсбург, во Александрински, на новата сцена, така да, значи, успешна е представа, се направи успешни представи кои што се играат. Самото тоа што велиш 10 страници критика. Ја никош, јас сум искрен, сега никош не сум додел толкова добра, мислам толкова огромна детална критика што за мене представа дека луѓето што гледаат представата не едноставно ги поттекнало да го напишат тоа. Ама значи дека има и луѓе кои што се доволно стручни, вешти, во Русија да кажат, да напишат, да проценат во Русија има. Што е добро и колку е добро и да искритикуваат. Сепак не може нели секој да си даде дозвола, односно може, но не би требало секој да вака, секој што некој ќе му се свиѓа, на некој нема да му се свиѓа, тоа е нормално. Значи ние работиме за народ. Не секој песна ти се свиѓа на тебе. Така да е нормално тоа дека на некој ќе му се свиѓа повеќе, некој помалку, но доколку се продаваат карти и представата е барана, дали некој помалку, некој повеќе, ти не може да ги задоволи сите вкусови на луѓето внатре. Чим некој дошол платил карта, значи му остало да види што е тоа новото што е донесено на пример во Русија од Европа, функционира во кај нив. Така, во однос на идните планови спомна дека ќе има и други представи, можеш ли да ни откриеш за кои представи се работи, какви ќе бидат, дали нешто поразлично од досега, од претходно или здравје Боже доколку биде секако што треба, крај на октомври се враќам во Љубљана, во Целје, имаме добиена резиденција во склоп на Балкан Денс платформата, представа по име Хотел Европа, интересна тематика за вработување, музиката ќе се пишува исто, премиерата е закажана за почеток на декември, 4 или 5 декември, мислам дека е нешто, само со словенски играчи. Само словенски играчи користиме внатре. Мислам дека се 6 или 7 сад време представа. Потоа продолжувам со, како што реков, луфта период да се спремам, затоа што многу треба. Ја веќе почнувам да се спремам. Од крај на февруари почнувам за мене, ова ќе биде најголемиот предизвик или изазов, во Народно позориште во Белград ќе ја поставам Ромео и Јулија, класична верзија на Прокопиев, балет во 2 чина, балет кој што скоро 2 сати трае, тоа значи кога да правиш 2 представи, една него 2 представи. Бидејќи вообичаено како што кажа саат време. Саат време, саат и 10 се тие модерни представи, но не можеш Роми и Јули да ставиш во саат време, doesn't make sense. Така да Роми и Јули ми е најголемиот предизвик за 27-ма. Премиерата е закажана некаде почеток на јуни. Така ми треба добри 4 месеци да се скоцка, затоа што Народен театар има свој репертоар кој што мора да го држат, така како што бев сега и во Нижни, бев исто скоро 9 недели, затоа што кога легуваш во средина на сезона, имаш репертоар, текоч репертоар кој што таа компанија не може да престане заради мене, затоа што јас правам Ромео и да престанат сите да работат и само да се сконцентрирам на тоа. Не 4 добри месеци би требало, значи 3,5 месеци сигурно ќе трае целиот процес на работа во Белград, и тоа ќе биде до сега најголемиот предизвик во мојата кариера како кореограф. Значи ги имам 16-17 целовечерни представи. Роми и Јулија ми е нешто за што I'm looking forward, што би се рекла. Дали бидејќи од порано ти било можеби желба неостварена или како кореограф секој од нас има некои си желби. Јас моите беа 4 годишни доба од Вивалди, Кармен, Реквием веќе го направив. Болерото, Роми и Јулија, тоа се музики кои што ме инспирираат, кои што еве полека еден по едно да сум здравје Боже и допрво сум им уште многу има ствари кои што ја можам да креирам. Се надам дека еден ден ќе доаѓаат тие представи, ќе се направи сето тоа, но еве Роми и Јулија ми е нешто што сум секогаш маштал, затоа што е прекрасна музика, една тема која што е вечна тема, која што може многу од тоа да се изнесе. И крај на јуни, пред 2 недели ме повика повторно од Академијата на Борис Ефман во Русија да поставам кореографија. Премиерата е закажана, мислам дека за 26 или 27 јули наредна година. Така да од сега до нареден јули сум букиран, за да можам да креирам, да екзистирам, да функционирам од сето тоа. Какви жртви трпела професијата ни сите овие години? Дисциплина сепак го знаеме, треба труд, пожртвуваност, но има ли нешто што може би тешко ти паднало ни сите овие децени за кои што зборуваме? Искрен да бидам, јас лично не можам да се пожалам на нешто, не да кажам дека сум направил, мислам, жртва е секако, ти мораш да бидеш тоа што рековме, да си дисциплиниран, да знаеш дека
тоа е професија која што е лимитирана професија, која што се одреден број на години. Значи не можеш ти да играш на 50. Мислам, јас се знае, ако не поминеш низ некои си тешки повреди во кариерата, 20 до 25 години е тоа што може да се игра. Тоа е нашата професија. Некои завршуваат многу и порано. Не да боже со огромна повреда, каде што не може повеќе да се врати, тука некој има 10 години кариера, некој 15, све зависи од колку во текот на кариерата си имал повреди, колку тие повреди влијаат на тебе и на твоето тело за понатамошна екзистенција како танчер. Но затоа не постојат и тие алтернации, професор, кореограф, но не секој може да биде професор, не секој може да биде кореограф. Така да јас не можам да кажам дека нешто многу сум жртвувал, затоа што вака кога си ја сакаш својата професија, а јас се сакам, тоа е се гледа и по моето зборење дека едноставно живеам за оваа професија, дека секој сум сакал да го правам тоа. Кога ја правиш, кога работиш со многу љубов, ништо не е тешко. Барем мене ништо не ми било тешко, нормално. Знае да се деси и плусови и минуси, можеби некој што направил погрешен избор за компанија, па не ми се свеѓало, па сум морал да издржам дека можеби некој што сум играл представа која што не ми била по кејф или по терк, али сплатен си да го работиш тоа. Такви ствари, но нешто не знам, да пазам на храна, да држам линија, или кондиција или да легнам рано затоа што утре ме чека долг ден. Да, тоа е нормална ситуација дека ти треба да се храниш здраво, да водиш рачун што внесуваш организмот на кој начин. Па и да не танцуваш, нели треба да водиш. Сега не танцувам, а се држам, се држам под контрола да сепак изгледам, нели, за мои години, затоа што сепак моите представи се покажуваат од мене. Јас сум танцов кореограф, јас не сум глумачки кореограф кој што нешто малку глумат помалку. Кај мене се знае, моите представи се доста денсинг представи, доста танцови представи. Јас секоја емоција, секој начин го искажувам преку танц. Нека секој покрет што е во мојата представа е покажан од мене за да тие играчи сватат зашто станува збор. Така да јас покажам, мора да бидам во форма. Да, така е. Го представуваш тоа како што затоа викам, ќе се вратам на почетокот на разговорот, секош кога ќе влезам во компанија или кога ќе работам, кога ќе кажам ако јас можам со моите години да го направам се уште тоа, вие со 20-30 години, тоа е значи голема разлика, мора да го правите тоа. Само мобилните на страна и концентрација, фокус да проработи. Ти благодарам многу за гостувањето, ми беше пријатно како и секогаш. Драго ми е што се гледаме за убави теми, за твоите големи ангажмани и успеси, секогаш си добре доден. Па не мора да чекаме и следно лето, ако во меѓувреме дојдеш. Зашто да не? И побрзо да се видиме. Здраве Боже, па ајде може таму пред нова година кога ќе завршам со Словенија. Така да не чекаме година на година, но некош и убаво така днешна година, таму има доволно простор да си кажеме кажеме на публиката која што е следи телевизија, кај сум, што се дешава, така да доколку некој сака да погледа моја представа, нека појавате 2 октомври, Битев театар во Белград. Добре дојдене се сите. Да, барем ни е близко. Може да. Така е, го Белград каде мислам. Така е. Фала на поканата. Се гледаме повторно.